Советот на општина Кочани на 64-та седница не даде подршка на иницијативите за воспоставување меѓуопштинска соработка со општините Струмица и Карпош, за кои подносител беше ВД градоначалникот Венко Крстевски. 9 советници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и за двете иницијативи беа воздржани, односно не гласаа. Советничката на Левица гласаше против, а подршка дадоа 8 советници од коалицијата предводена од СДСМ. Образложение за предлозите за меѓуопштинската соработка даде ВД градоначалникот Крстевски, при што нагласи дека потребата е наметната поради немање инспектори за одредени области, како и поради постапката што се води со истрагата за трагедијата во Кочани, во која се опфатени и градежни инспектори. Тоа предизвика бурни дискусии и политички препукувања. Функцијата на самиот партиски градоначалник исто така е спорна, затоа што тој ќе биде градоначалник до наредните локални избори кои се во блиска иднина, а потоа јас сум убеден дека нема да биде градоначалник. Токму поради тоа, легитимност да склучува такви долгорочни договори кои се од подолг рок и од голема трајност и важност, мислам дека не му доликува и иако легалитетот, не сум правник, не знам дали е тоа административно точно, ама сепак легитимноста за да правиш вакви крупни чекори и вакви крупни промени во една општина како Кочани, мислам дека исто така е спорно. Значи преширока ми е рамката и ми остава многу простор за сомневање. Не се сомневам јас во добрите намери на ВД градоначалникот, но нели патот до пеколот е поплочен со добри намери, од тука би сакала наместо добри намери да видам еден добар договор кој што ќе биде прецизен и мене нема да ми остави никакви недоумици. Што значи не сум бланко неподготвена да поддржам ваква соработка, но не во оваа форма, веднаш ќе кажам, и од тука со оглед на тоа што лицемерието дефинитивно не е нешто што ме одликува мене како човек, ниту пак политичката партија од која што доаѓам, јас ќе гласам против, веднаш да кажам, против сите вакви договори во оваа форма. Исто така недоумица ми остава петтата ставка од предложениот договор, а тоа е финансиски импликации. Јас не можам да го разберам ведето како не ја почитува презумпцијата на инспекторите, а ја почитува презумпцијата на градоначалникот на Карпош. И сметам дека тоа се негови индивидуално скроени предлози за меѓуопштинска соработка со општина која е раководена од лице кое е осудено за бесправна градба и е ставено на црната листа на Соединетите американски држави. Затоа нашата политичка партија ќе биде воздржана, затоа што сметаме дека ова е несериозно и неодговорно однесување. Во однос на точката сакам да кажам, не може Мирче да прозива нашата советничка група дека ние сме го бирале градоначалникот, дека градоначалникот е партиски поставен од нас. Градис градоначалник. Абе шо на шо личе во? Абе на шо личе во? Пцувате го човекове градоначалник, го пцувате бе. На шо личе во? Ово не личи на совет веќе бе. Абе ово е стармота што го правите бе. Заврши совет. Абе шо да завршам, пцувате го градоначалник, шо да завршам? Како да завршам? Вие те сакате да го тепате градоначалник, нема да завршам. Прекинете седмицата. Шо да завршам? Вие сакате да го тепате градоначалник, сакате да Поради личните дисквалификации и на електризираната атмосфера беше дадена пауза за смирување на страстите. Потоа ВД градоначалникот Крстевски повторно даде објаснување за потребата од меѓуопштинска соработка во делот на инспекторските служби. На нас не треба институционална поддршка. Значи ние овде зборуваме за поддршка од институција, не за поддршка од лице градоначалник или неговата партија. Излезете од таа матрица, советници на ВМРО ДПМН. Излезете од таа матрица. Зборуваме за институционална поддршка од страна на општини кои што веќе имаат пракса, конкретно Струмица, кога што е точката, има добра пракса во делот со отстрнување на нелегални изградени објекти. Се доврши па после. По немилиот настан се е сменето во државата и ние имаме безрезервна поддршка, како што кажав, не само во делот во инспекторски служби, бидејќи ние имаме инспекторски служби домување. Не постои во општина Кочани.
улици и патишта не постои. Имаме поддршка и во делот со заловување на куќиња. Што тоа вас ви смета? За каква манипулација зборувате дека може да стане? Се е тоа јавно и транспарентно. Секој што нема да даде поддршка за воспоставување на меѓуопштинска соработка, да ни помогнат тие општини кои што изразија желба и кои што први ни пружија рака на нас да ни помогнат, за мене е против сигурноста и безбедноста на граѓаните во општина Кочани. Ќе кажам и за општина Карпош после за наредните точки кога ќе дојде зошто бараме и зошто треба да добиеме помоши од општина Карпош. Сега зборувам за Струмица. Еве овде јавна одговорница. Кажувам дека сето тоа што ќе биде договорено ќе биде бесплатно. Значи тоа е втора фаза која што повторно ќе дојде на совет. Зошто да има сомнежи дали ќе плаќаме или не? Повторно ќе дојде на совет, повторно вие ќе се прашате. Меѓутоа, алиби дека било безрезервната поддршка, односно во делот на сите сегменти што ни даваат поддршка дека тоа е прегломазно, не се согласувам со вас. И ќе повторам, ние имаме инспекторски служби кои што се предмет на истрага. Кажав, дај Боже да не биде ништо со нив. Меѓутоа, не дај Боже мора да сме спремни на се. Тие бидејќи се предмет на истрага, свесен сум дека имат оптеретување и земаат болување. Значи кога се на болување нема кој да извршува нивната работа. Дали се разбирам? Имаме потреба од инспекторски служби во сите делови. Значи не само во тие инспекторски служби кои што ги немаме. На нас помошта ни е добредојдена. Не знам зошто сте загрижени доколку добиваме помош од други општини. И што според вас може да биде на предмет на манипулација, бидејќи целиот овој процес кој што се одвива е јавен и се ќе биде јавно и транспарентно. Ќе повторам, ова е пред се заради безбедноста и грижа за граѓаните на општина Кочани. Се друго за мене е неприфатливо, неодговорно, недомакински. Бидејќи нашата општина доколку работела како што треба, немаше да ни се случуваат вакви работи. Дополнително беше објаснето дека се потребни инспекторски служби кои што Кочани ги нема, како што е инспектор за домување и инспектор за улици и патишта. Соработката со општина Карпош пак е потребна во делот за заштита и спасување, со оглед што таа е прва во државата која направила конкретен план за заштита и спасување. По повеќе од 1 час дискусии и препукувања се премина на гласање за иницијативите за меѓуопштинска соработка, но тие не добија поддршка, поради што општина Кочани нема да добие и бесплатна помош од инспекторските служби од другите општини. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.